Секој вторник редовна рубрика во утринската програма на македонската телевизија Мој психолог. Еве на која тема ќе говориме денеска. Родителот има многу значајна улога во животот на своето дете. Воспитувањето на децата е најодговорната работа и најголемиот предизвик со кој што се соочува секој родител во својот живот. Секој родител се обидува да го воспитува своето дете најправилно. Некои родители имаат високи очекувања од своите деца, не им дозволуваат сами да одлучуваат, други пак ги игнорираат емоциите и потребите на детето и воопшто не учествуваат во животот на детето. Трети пак се обидуваат да бидат пријатели со своите деца. Прашањето кое што многу родители си го поставуваат е дали да се биде родител или другар со своето дете. Што велат психолозите на оваа тема? Одговори утринава бараме од психологот Вида Гавриловска, драга соработничка на утринската програма на македонската телевизија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Драго ми е што денес отварате многу значајна тема и верувам дека ова е тема која што е предизвик не само на родителите, туку и сите оние кои што се во обкружувањето, во одгледувањето и воспитувањето на дете. Благодарам за тоа што позитивно се озвавте секако на поканата и сте утринава со нас во студиото 3 на МТВ да проговориме, како што рековте, токму на оваа актуелна тема. Имено во последниве години психолозите на глобално ниво регистрираат се повеќе случаи на деца кои што имаат проблеми со однесувањето, а како директен резултат на погрешните тактики во воспитувањето од родителите. Кога и зошто се појавува овој проблем во процесот на воспитување на децата? Иако родителите прават најдобро што знаат и умеат и во целата приказна огромно влијание имаат и општеството, културата, како они научиле, како нивните родители биле кога тие биле деца. И тоа се работи кои што ние во секојдневието тешко ги контролираме. Меѓутоа, кога зборуваме за стратегиите и генералните принципи, родителите се разликуваат по 2 или 4 категории, а едната од нив се оние родители кои што повеќе даваат значење на правилата, рутините, вежбите, училиштето, се она што треба да се постигне, а има некаков продукт. Во сето тоа на некој начин не се доволно респонсивни за потребите на децата, посебно емоционалните потреби на децата, и ги сметаат дека не се толку важни. Од принципот мора да добиеш 5, меѓутоа дали ќе плачеш, како ќе се чувствуваш, не е нивна тема. Тешко се снаоѓаат со нивната тема. Овие родители спаѓаат повеќе во онаа ригидна класа на родители, кои што се генерално се гледаат како авторитативни, автократски, меѓутоа нивните деца најчесто идат во 2 екстрема. Едниот екстрем они прават се што можат да направат за да ги задоволат очекувањата на родителите, а тоа е да успеат во некоја од категориите кое што е промовирана додека они биле деца, а помалку да се грижат за начинот на кој што се чувствуваат. И секако другиот екстрем на тие деца кои што се оние баш бунтовници успеваат во секој момент да ги кршат и да ги кршат очекувањата и правилата на родителите. Другата категорија секако се оние родители кои што немаат хиерархија на работите, ги препознаваат потребите на децата, меѓутоа во однос на емоциите се слаби. И они секогаш попуштаат. Ако дете се расплаче, тогаш ќе го добие тоа што го сака. Ако покаже некаква емоција, повторно ќе излезат во пресвет. Додека оние основни задачи не ги сметаат за толку битни. Вие спаѓаат во оние попустливи родителства, кои што на некој начин имаат печаток во контекст на ова што го кажавте, дека градат пријателски однос со децата, меѓутоа ваквата ситуација која што е препопустлива, во еден период како детето созрева, нема јасна идеја што треба да прави. Нема јасна идеја што е она што е вредно, што е она што треба да го постигне. Затоа што многу често кај овој тип на родителство се среќава ти одлучи, ти како сакаш, ние сме тука за тебе, меѓутоа кога дете ќе направи нешто, зборам и адолесценти и возрастни, луѓето покажуваат задоволство или незадоволство од постигнатото и дури тогаш се даваат сугестии требаше вака, што секако влијае на децата во една конфузна состојба, да они точно и баш не знаат кое однесување каков продукт, односно какво влијание ќе има врз нивните родители.
Една од основните задачи на родителите е на децата да им садат високи морални начала и да ги научат правилно да се однесуваат во светот во кој што живееме сите. Која е круцијалната разлика помеѓу родителот и другарот кај децата и значи ли тоа дека покрај важноста на родителскиот однос не треба да изостане оној другарски момент со детето? Така. Во контекст на ова што ние трнавме да го зборуваме, некои родители мислат дека другарството е она што го краси родителството, е она баш што ја гради таа релација. И секако, кога ние зборуваме за однос родител-дете, има огромна врска во кој животен циклус е детето, така да за предшколска возраст важат едни правила, за школска друга, адолесцентна така, важат други. Кога зборуваме за рамноправен или приближно рамноправен однос, ние зборуваме веќе за возрастен период. Дури во таа фаза родителот некако со своето искуство, со својот живот кој што го има претходно, е некако хиерархиски може да биде неадекватен, не на исто ниво со детето. Кога зборуваме за сите други категории, на децата им треба да они бидат прифатени, да они знаат дека се сакани, да знаат дека не ги разочаруваат родителите. Тоа е начинот на кој што се гради позитивното родителство, што е различно од пријателството. Така да препораките се родителите да бидат отворени, да ги сакаат, да ги прифаќаат децата, да разговараат со нив како знаат и умеат и колку можат и умеат. Меѓутоа, суштината на другарскиот однос подразбира дека ние сме еднакви. Кога родителот е во ваква релација, одговорноста е кај родителот. Он е должен, е обврзан на некој начин, да споделува негови искуства, негови доживувања. Меѓутоа во контекст за доброто на детето, не во контекст за неговите генерално лични потреби. Тоа се искуства кои што треба да му помогнат на детето да се справи со учителката по математика, со другарчињата, со девојка, дечко или нешто друго. Сите оние предизвици кои што ги носи животот. И секако кај родителите кои што повеќе сакаат да негуваат другарски однос, секако дека децата ги доживуваат како другари. И кога они се во таква улога, апсолутно е некако очекувано дека родителите немаат авторитет кај децата, затоа што се поставуваат како другари. Ова што вие го спомнавте е многу важно да го има како сегменти, како кратки периоди во текот на денот, во текот на месецот, 5, 10, 15 минути, каде што практично ни се во некаков рамноправен однос или детето е лидер на некаква активност, а родителот го следи. Меѓутоа во остатокот на времето родителот е оној кој што одлучува се до 18 години на кој начин ќе се одвиваат работите, а се важни за детето. Многумина ќе кажа дека најдобро е кога родителот има способност да еменува улогата на авторитет и пријател, бидејќи на тој начин ги задоволува сите потреби на детето. И сигурно што верувам дека многумина родители ќе ги интересира е како тоа да се постигне. Така. Повторно ќе кажам, пријателството е поразлично помеѓу родител и дете, отколку што ние кога зборуваме за пријателство кај возрастни луѓе. Важно е во текот на денот, 5-10 минути, или може би тоа помага. Кога родителот на почеток свесно и активно на некој начин се симнува на нивото на детето, ако е мало, разговара со него како пријател. Во тој период му дозволи да детето биде лидер, да детето он го слуша. Тој поставува прашања, тој ја следи играта која што е, детето ја одредува темата на разговор. Овие моменти се важни. Затоа што во овие моменти детето се чувствува прифатено, сакано, важно, ги прави работите, меѓутоа е клучно важно во овој период да детето нема никаква критика од родителот. Краток е периодот, меѓутоа е важен, затоа што детето учи во овој период, кога зборуваме за некаков пријателски однос, дека и тато или мама знаат да го следат, знаат да го слушаат, дека неговиот збор вреди, дека работите што ги прави се умешни и вредни, дека го бива за нешто.
И секако кога ги има овие периоди, дури и да се кратки и препорачливо е да бидат кратки, детето полесно го прифаќа родителот, се гради цврстината на односот родител-дете, меѓутоа кога не е присутна критиката. Кога е присутна критиката, што родителите многу често знаат да ја направат, тогаш се губи таа емоционална поврзаност, па и доверба меѓу родител-дете. Ова се пократки периоди. Останатиот период, родителот е оној кој што е лидер. Тој може да разговара со детето, нели, ако е некаква отворена позиција каде што е важно мислењето на детето. Важно е да разговара, важно е да го сослуша детето, важно е да се потруди да разбере што му кажува, меѓутоа сепак главните одлуки ги донесуваат родителите заедно, а децата нели ги проследува. Децата на мала возраст тешко знаат што е најдобро за нив и нив ако са, нели, посебно сега, ако постои тој пријателски однос. Децата нема да се трнат од компјутер, од телефонот, што и да е што за нив е интересно, затоа што ни лесно се губат во играта. Им треба рамка, им треба некој кој што ќе ги ограничи правилата, па и нивните дневни активности и рутини, додека тие не стигнат на стадиум за да самите го направат тоа. Многу често децата кои што ги воспитале родители, кои што пријателски се поставиле кон нив и покрај својата интелигенција, широка информираност, едноставно подоцна во животот не умеат да управуваат сами со себе. Дали овие деца прифаќаат авторитети подоцна во животот? Што вели вашето искуство? И како да се најде онаа вистинска равнотежа помеѓу родителството и пријателството во однос на своето дете? Од кои фактори зависи тоа? Така, ние на почеток малку трнавме да зборуваме за екстремите и повторно деца кои што доаѓаат од попустливо родителство, каде што нема граници, туку секое правило е добре дојдено, се е дозволено и каде што они треба сами да одредат правила, а немаат ниту емоционална, ниту когнитивна, ниту календарска возраст да го направат тоа. Повторно има два екстрема. Се создава конфузија во главата на детето, поради тоа што се е дозволено, нема ограничувања, некои од дечињата во друштвото го прифаќаат, често може да биде отфрлено затоа што на тоа дете се му е дозволено. И секако кога работа на децата е да го тестираат родителството, да ја тестираат родителската ефикасност. Кај овие деца нема резултатот и се одобрува, се дозволува. Како возрастни, секако дека има ситуации каде што се одбива авторитетот, меѓутоа има ситуации кај што овие деца кои ќе пораснат прифаќаат силно авторитет и прифаќаат личности на идеализација, затоа што тоа е модел кој што им дава рамка, а го немале во детството. Повторно ќе кажам, границата помеѓу родителството и пријателството може да ја бараме кога ние сме возрастни, тоест кога децата се возрастни, оти тоа е друго ниво на комуникација родител-дете. Се до тој период, како течат годините, секако важно е детето што мисли, важно е да се уважи, најважно е детето да се чувствува почитувано, разбрано, да родителите едноставно бидат респонсивни за потребите на децата, и тоа го овозможува онаа близина возрасен дете, која што сепак е автократско-демократска. Родителот е оној кој што хиерархиски е секако повисоко од децата и е одговорен за добробитта на децата, како и ризиците со кои што можат да се справат. Кога станува збор за пријателството и родителството, постои ли некоја единствена формула која што одговара на секоја релација родител-дете или сепак секој однос е приказна за себе? Секако дека постојат огромни индивидуални разлики кои што се однесуваат на индивидуите со нивните потенцијали, контекстот во кој што живеат, бекграундот, меѓутоа ако повторно го сведеме на универзално, не само децата, сите луѓе имаат силна потреба да бидат прифатени, да знаат дека припаѓаат тука, да знаат дека нивната љубов не е условена, меѓутоа воедно. Оти тоа е она што го разликува родителството од пријателството.
дека одредени однесувања носат до одредени последици. Тоа не е принцип на казна. Тоа е принцип на учење на детето и давање на избор дека ако се случи ова или ако го направиш ова, тогаш следи ова. Ако го избегнеш тоа, тогаш следи ова. Затоа што и животот практично е таков. Тоа значи една добра припрема за децата за понатамошниот живот. Овие 3-4 клучни концепти се значајни за сите релации родител-дете и не се културолошки обтоварени, туку се баш она што е во сршта на човековото битие и помагаат да пораснат луѓе кои што прво имаат чувство дека се добри луѓе. Ако ние постојано го караме детето или како што често се случува, му викаме браво, собата супер ја исчисти, ама тоа не го направи, повторно е принцип на казна. Овие работи не му помагаат на детето. Ако детето се чувствува прифатено, сакано, фалено, има помош за да он ги одреди битните концепти во животот, во однос на школото, другарчињата, социјалниот контекст, љубовниот живот, релацијата родител-дете секако дека обстојува на едно пријателско ниво, меѓутоа сепак не на иста хиерархија, да кажеме, и одговорност. Така, кога веќе говориме на оваа тема, со оглед на тоа што времето не гази, би сакал да фатим уште еден важен аспект. Имено неодамна бевме сведоци на неколку договорени судири, односно тепачки на средношколци во Скопје, при што поголем инцидент се среќа спречи полицијата. Масовна тепачка беше регистрирана и во ученици во гимназија во Куманово. Психолозите велат колку помалку родителите поминуваат квалитетно време со своите деца и пружаат помалку љубов, толку повеќе ќе расте незадоволството и агресијата кај нив. Каде ги гледате причините за овие појави? Колку родителите можат да имаат влијание токму во овие појави и колку оние социјални медиуми, нови технологии со кои што растат современите генерации денеска влијаат токму на појавата на овие појави кај децата? Така. Во однос на социјалните медиуми и мрежи, навистина треба посебна емисија за да ние го објасниме целото влијание кој што го имаат, меѓутоа да секако имаат ефект. Во ваквите ситуации клучни се, да кажеме, две работи. Едната работа е семејството, другата работа е училиштето и секако контекстот во кој што се наоѓаат. Во однос на родителството, кога детето не се чувствува прифатено, кога детето не ги исполнува очекувањата на родителите од различни причини, можеби зашто баш не го бива за тоа што родителите го очекуваат. Кога родителите не сакајќи својата нервоза, лутина ја истураат врз детето, а после тоа се каат. Кога често го критикуваат, во таа некоја школска возраст има тенденција да се креира еден негативен идентитет кој што е карактеристичен по тоа што ако јас не успевам, не добивам внимание, не добивам љубов, не добивам наклонност со ова што сум, со тројката, со двојката, со топката, со све, тогаш имам тенденција да бидам најдобар меѓу најлошите. И кога на некој начин ваквите дечиња се потиснати или се пресирани од семејството, од средината ради различни карактеристики, тогаш они формираат некој вид на клики кои што тргнуваат во напредок, во надпревар, кој што не е специфичен за другите деца, не е она што вие го кажувате моралност или етика или она што се очекува, меѓутоа нив им дава сатисфакција. За да ова се избегне, навистина е потребен системски пристап, подсмисла на соработка на родителите, менување на некои работи во семејството и секако силна подкрепа од училиштата во кои што се наоѓаат. Многу често на ваквите ситуации, кога има масовни тепачки, некој од дечињата е лидер. Некој од или неколку од децата се лидери кои што го прават, го организираат сето тоа, а голем дел од децата се следачи, се оние кои што го прифаќаат сето тоа што некој од децата го организираат. За да ние стигнеме во нешто што верувам дека сите го сакаме, а тоа е општество кое што не е насилно, ваквите работи, ваквото насилничко однесување треба да се превенира од многу рано. Секако, со разговори со родителите, со правење на одредени работилници, развивање на вештините на емпатија, затоа што голем дел од овие дечиња, кога се наоѓаат во таква ситуација,
не доаѓа до нив дека они го повредуваат. Они се понесени од моќта, од толпата, од групата, од моментот. Дури кога поминува сето тоа, тогаш они сфаќаат и разбираат што е она што се случило. Дефинитивно виде ова е тема за која што ќе закажеме повторна средба во утринската програма. Задоволство ми беше во утро да бидам ваш домакин во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам за одвоеното време и гостувањето денеска. Ќе сумираме. Родителите мора да знаат како да ги постават оние правила, да ги потикнат децата да станат независни и самостојни, бидејќи само на тој начин ќе успеат да пораснат во одговорни личности кои што ќе можат успешно да се носат со сите оние предизвици кои што ги носи животот. Благодарам уште еднаш, ние ќе се видиме во наредна прилика.